Символите на комедијата и на трагедијата се нем потсетник дека оваа зграда требаше да биде факултет за драмски уметности. За плачење или за смеење, политичките наречници одредија поинаква судбина. Па наместо студенти, во зградата се сместија борците против корупцијата. А деновиве, тие прават 20 години. Не студентите, туку Државната комисија за спречување на корупцијата. Повелете, ова е новата куќа. И колку време сте тука, заедно и во новата и во старата куќа? 20, може би и некој ден повеќе. Совка Пеовска-Дојчиновска во моментов е член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Предходно била дел од секретаријатот на оваа институција, а уште порано пак дел од тимот во Министерството за правда кој практично ја создал антикорупцијска. Тогаш во тој момент, во некоја фаза своја на професионален ангажман бев спремна да прифатам предизвик, сама се понудив да бидам дел од групата на луѓе што ќе бидат поддршка на комисијата. Ова е вашата канцеларија? Да, ова Така е мојата пишува, канцеларија. Според вас, кој состав или во кое време имаше најголем ентузијазам за работа во комисијата? Да ви кажам искрено, мислам дека ентузијазмот е врзан со почетоци секогаш. Нема да сгрешам ако кажам дека првиот состав кога беше избран, дека донесе ентузијазам многу. Во овие 20 години, кога мислите дека како институција најмногу сте ја потреслеве јавноста, но можеби политичкиот естаблишмент во тој момент? Кога можеби сте почувствувале најголем притисок од надвор? Да. Не би било многу така фер да речам дека претходните состави не направиле некакви некакво постапување кое не се одразило во јавноста, но сметам дека од нашето работење, од почетокот на нашето работење, влегувањето во костец со актуелната политика, со актуелните политичари, кога вие ги прозивате од премиер, од вице-премиер, министри, директори. Сметате дека актуелниот состав е најкритички настроен кон актуелната власт? Па сега малце нескромно може нели ќе звучи тоа сепак, но мислам дека двете алатки, тоа што нас не избра на начин на кој што не избра, кој што стана препознатлив и пофален и од Европската комисија и од другите меѓународни субјекти, фактот дека ние сме исклучиво и пред јавноста отворени, тоа не прави и храбри и ние гради довербата кај граѓаните. Кога ќе погледнете 20 години наназад, дали сметате дека професионално се реализиравте или дека беше тоа потрошено време? Со задоволство ќе го завршам својата професионална кариера со многу позитивни чувства кон оваа институција. Знаете како новороденче кое што сте го израснале до 20 години. Јубилеот 20 години заедно со ДКСК слави и Владимир Георгиев. И тој сега е член на комисијата. Добар ден, Владо. Добар ден. Добре дојдовте. Добро ме најдов. Најдовте ли фотографии како што разговаравме од постарите состави? Да. И вие сте практично од почетокот на институцијата. Да, во секретаријатот и да, најдов фотографии, повелете може да ги погледнеме. Благодарам. Ова е? Ова е фотографија од првиот состав на Државната комисија за спречување на корупција, која што беше именувана во 2002 година. Како што гледате, еве ги на седница, одржуваат седница. На фотографијата прв е Драган Малиновски, до него седи Михајло Маневски, Слажена Тасева. Од оваа страна се другите членови на комисијата, Сами Асани, Јован Трпеновски, Вања Лазарова и Нервет. И на крајот се гледа и генералниот секретар тогашен, сега член на Државната комисијата, Совка Пеовска-Дојчиновска. Меѓу фотографиите имаше и такви од вториот и од третиот состав на комисијата. И толку. Се чини дека ниту во комисијата немаат спомени од подоснежните состави од втората половина на минатата деценија. Добро, Владо, и од сите состави, кој состав би рекле дека беше со најмногу ентузијазам за работата? Да, би рекол дека првиот состав што беше именуван од собранието
се соочи, би рекол, со оние породилни, односно маки на новороденче или предизвици, за да си го заземе своето место во системот за борба против корупција во држава. Меѓутоа, она што највеќе, би рекол, ја одбележа ова првиот состав на комисијата и во јавноста, беше еден предмет наречен бачило, бидејќи тој предмет беше отворен врз основа на ревизорски извештај, меѓутоа вклучуваше високи представници, тогашни актуелни и од власта, но и други службени лица. Но Како завршија тие предмети и постапки што ги отворивте вие за приватизациите, знаете или веќе имате изгубено трага? Значи тие предмети што повеќето што беа за приватизација не го добија својот конечен завршеток, би рекол, нити во јавното обвинителство. Од сите тие предмети, колку што јас се сеќам, само овој доби јавно обвинителска, нели, проследеност и судска, на крај завршни се овој предмет бачило. Сето ова го следи сепак оваа ситуација и сите останати состави на Државната комисија за спречување корупција, вклучувајќи го и на овој последен состав, че ние продуцираме иницијативи за кривично гонење, но за жал некако од обвинителството не се соодветно проследени. Во тој контекст морам да ве прашам, еве после дводецениско работење, ангажман во комисијата, прво во секретаријатот, сега и како член на комисијата, дали се чувствувате реализирано во оваа смисла, бидејќи ефектите од вашата работа не добиле реализација во јавно обвинителски процедури? Да, јас се осеќам реализирано и сето она што и ние го вложиме како последен состав од 2019 година навака, сметам дека повторно на одреден начин го возобновивме ова тело, да си го најде местото во системот каде што го заслужува. ДКСК има почнато со 5 вработени, сега има 48. Во 20 години работа институцијата отворила 25.630 предмети. Од нив 8.645 предмети биле за корупција. Поднели 184 кривични пријави. Председателке, поминаа 2 децении од основањето на антикорупцијската комисија. Барем во времето додека вие водите оваа институција, дали сметате дека вашата работа и работата на луѓето од оваа институција наидува на вистински одговор од институциите или наидува на глујуши? За жал, не можам да бидам задоволна од степенот на прифаќање, односно спроведување на нашите препораки. Тие проценти се многу ниски. Околу 1/3 од препораките се прифатени, а активностите од националната стратегија се исто така во многу мал процент спроведени, некаде околу 20%. Меѓутоа сметам дека направивме успешна промена во општеството и дека придонесуваме за зајакнување на свеста на граѓаните, но и на однесувањето и на свеста и на избраните и именувани лица. Во таа смисла не можам да не ве прашам дали мислите дека извршната власт навистина посакува една независна и силна антикорупцијска комисија. Кој е вашиот впечаток? Видете, впечаток. Значи, они колку да кажуваат дека посакуваат, никој не сака некој да му дише у врат и да му кажува каде греши. Мислам, тоа е природно човечки. Само доколку власта е со висока свест и ослободена од сите политички товари и слично, може да посакува таква институција која што ќе укажува за добро на целата држава. Од лична перспектива, имајќи го во предвид и личниот вложен труд, невложениот труд на целата екипа тука и вложените финансиски средства од буџетот и имајќи ги во предвид ефектите од вашата работа, дали вредеше што се кандидиравте и што се нафативте на оваа позиција во изминативе години? Да, јас сум задоволна, иако мислам да не беа некакви потешкоти на кои што наидувавме, а вие барем не следите од самиот почеток и знаете што све сме поминале, ќе бевме многу и поефикасни. Меѓутоа и ова што го постигнавме е добро и сум задоволна и сметам дека секој треба да се вложи, да направи барем мал чекор, секој да направи по некој мал чекор во општеството, општеството ќе почне нели да се забрзано да се движи напред. Ние се потрудивме да оставиме наш печат со нашето работење во комисијата, кој што ќе биде одраз на нашето професионално, непристрасно и независно работење.
и мислам дека сме успешни во таа наша, да речем, заложба.